Без професионална јавна администрација Македонија не може да напредува во евроинтегративниот процес. Реформата во државните институции е една од главните цели на владата. Министерот Горан Минчев порача дека граѓаните можат да бидат сигурни дека во иднина администрацијата ќе биде поотчетна, поодговорна, поискусна и на вистина ќе работи во служба на јавниот интерес, а не под нечи личен или партиски диктат. Реформата на јавната администрација представува еден од клучните приоритети во пристапното партнерство и важен предуслов во процесот на европската интеграција на нашата држава. Свесни сме сите за важноста на реформата во јавната администрација, која согласно новата методологија за пристапни преговори за прв пат конкретно се дефинира како област која е опфатена со процесот. Минче вели дека владата конечно потврдува силната политичка посветеност за вистинска реформа во јавната администрација, а активностите ги има во стратегијата со акцискиот план 2023-2030 година. Министерството за јавна администрација, согласно нашите надлежности и приоритети, активно работи на неколку клучни реформски процеси со цел да ја зајакнеме стручноста, отчетноста, но и најважно се функционалноста на јавната администрација, но исто така и да изградиме еден институционален систем што треба да представува еден вистински сервис на граѓаните. Дека се потребни реформи на кои се работи, нагласи амбасадорот на Словачка во Македонија Хенрик Маркуш, порача дека држава во овој сегмент сериозна помош треба да има од Националната конвенција за Европската унија. Сега е важно да не се откажувате. Мислам, односно сигурен сум дека вие ќе продолжите со вашата добра работа. Вашата работа е важна бидејќи е носител на реформите. Вие ќе им помагате на сите институции, на владата, да ги спроведуваат своите реформи. Минче вели дека за разлика од претходно, сега сите конкурси се јавни и транспарентни, објавени на единствена електронска платформа, селекцијата е дигитализирана и автоматизирана, со бодирање според објективни критериуми за стручност, работно искуство, лични и технички компетенции. Секој кандидат има право на увид во своето бодирање, како и можност за приговор и ревизија на резултатите со прецизно дефинирани рокови.